Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уште 6 сомнителни случаи на западно-нилска треска. Тројца се уште се во критична состојба на инфективна. Вонреден инспекцијски надзор во 3 болници по случајот со парализираната родилка. Семејството тврди дека имало лекарска грешка во Штипската клиничка болница. Буцунски потврдува дека има разговори за трајно решение на европската интеграција. Не ги споделува деталите за да не ги осудил на неуспех. Нови цени на горивата од утре. Берзанските движења најавуваат намалување. Ки имали и нови мерки од владата. Пожарите во Грција четврти ден надвор од контрола. Пламенот се ближи до Мегара. А во тема на денот вечерва разговарам со лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. Станете со нас. Силниот ветер попладнево го реактивираше пожарот во Кавадарачко. Според информациите од надлежните, огнот е стигнат во непосредна близина на селото Раец, а голем број на екипи на терен прават се за да го спасат селото. Првичните информации се дека пожарот е подметнат, а веќе има приведено и осомничени лица. Пред малку за состојбата разговарав со градоначалникот Митко Јанчев, кој во моментов е на терен. Ги слушаме последните информации од него. Е 13 часот се дејствува со 4 пизгаори, со 2 унимока на пожарната, 2 возила на шумско стопанство Бор, припадници на МВР, на погранична полиција и исто така од ДП комуналец луѓе кои што се на терен, некако околу 30 на луѓе. Што можат заеднички со моторните возила кои што се адаптирани за шумски пожари делуваат и некаде од 14 часов беа вклучени 2 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување кои што направија повеќе од 14 до 15 поединични прелети за гаснење. Сега очекуваме за околу 18:30 2 хеликоптери, еден на Арама и еден на Министерството за внатрешни работи да се вклучи во самото гаснење на пожарот. Не мора да се повлечеме до крај. Има ли во моментов некоја опасност? Блиску ли е до населени места? Пак, како што кажам, до село Рајац е на само 50 на метра до самите куќи. Там имаме поставено коридор повеќе пожарникари и припадници кои што действуваат. До село Дреново се уште е далеку, меѓутоа верувајте дека ветрот е толку непредвидлив. Има ли некаква потреба за евакуација? Се размислува за такво нешто? Самото село мештаните се вклучени во делот на гаснењето на пожарот. Повозрастните лица веќе дадовме насоки да се излечат од самото село и да не бидат присутни. Нема за можност за загрозување моментално на куќите, меѓутоа ако издолни некој ветер непредвидлив, можно е тоа, затоа рековме да повозрастните лица не бидат во исто село, а помладите нормално дека помагаат на противпожарните единици и го штитат обрачот на самото село. Се работи за сомнеш дека пожарите се подметнати на 5 локации. Значи, првата слика, која што ја добивме како фотографија и снимка, ја добивме од нашите граѓанин кој што има викендица наспроти исто село Раец. И точно во почетна фаза ги има снимено 5 точки на отпочнување на чадење и отпочнување на горење на пожар. Значи, 5 точки се снимани од лице приватно кое што има викендица и истите тие 5 точки се направени после во жаришта и се спојуваат во голем пожар. Така да можам да кажам 100% сигурно дека пожарот е подметнат. Вчера некаде во 18:30 од шумска полиција забележани се лица кои што се евидентирани и при нивна наредба за застанување немат застанато и се упатили у бегство. Овара Кавадарци, полиска станица ги најде лицата што ги имале возилата. Меѓутоа пожарот е настанат на самото место каде што се веќе лица забележени. Ќе следиме состојбата со пожарот во Кавадарачко. Најновите информации ги најавувам за вечерните вести во 21 часот. 6 нови случаи сумнителни на западно-нилска треска има на инфективната клиника. Тројца се уште се критични и во моментов се поставени на респиратор.
6 нови сомнителни случаи на западно-нилска треска се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Расте бројот на пациенти кои се јавуваат на клиника со воспаление на мозокот за кои сомнежот е дека се последица на оваа инфекција. Се прават дополнителни испитувања, но според клиничката слика и симптомите со кои се примени во клиниката укажуваат на западно-нилска треска која ја пренесуваат заразените комарци. Пациентите се од значи сите се од Скопје, од различни населби, како што се и другите потврдени случаи. Кај нив се прават дополнителни иследувања за да се види дали се работи за ист причинител што ја предизвикал инфекцијата на централниот нервен систем. На инфективната клиника со лабораториска потврда на западно-нилска треска се 10 пациенти, од кои тројца се уште се на оделот за интензивна нега. Состојбата на сите хоспитализирани, тие што се во оделот за невроинфекции, е стабилна и е во тек болничкото лекување. Додека 3 пациенти се во оделот за интензивна нега, кај нив состојбата е иста, се уште се смета за критична состојба и тие се на механичка вентилација. Во соопштението од Министерството за здравство за епидемиолошката состојба е наведено дека нема нови потврдени случаи. До Институтот за јавно здравје велат не се пристигнати нови лабораториски потврди. Последните примероци од суспектните случаи се негативни на ПСР тестирањата. Исто така на клиниката за инфективни болести велат дека нема ново примени пациенти со сомнение за западно-нилска треска. Од Министерството укажуваат дека се во координација со надлежните институции и продолжуваат внимателно да ја следат состојбата. Инфекцијата не се пренесува од човек на човек, туку од убод на заразен комарец. Препораките од ИАЗ до граѓаните се да нанесуваат средства кои ги одбиваат комарците, особено доколку патуваат во подрачја каде има ризик од вакви заболувања. Ваквите средства може да се користат во секој период од денот во затворен и на отворен простор. Комарците кои пренесуваат зараза се најактивни во текот на денот, особено во раните утрински и доцните попладневни часови, додека комарците кои ја пренесуваат маларијата се најактивни од самрак до изгреј сонце. Годинава се регистрирани најголем број на случаи на западно-нилска треска, а освен оваа вектор пренослива болест, има и 8 случаи на маларија, денга и зика. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Иако има зголемен број на прегледи, од Министерството за здравство информираа дека епидемиолошката состојба во Гостивар останува стабилна и континуирано се следи од надлежните здравствени институции. Во текот на 2 август се регистрирани вкупно 84 први прегледи, што е за 27 повеќе во споредба со претходниот ден, кога беа евидентирани 57. И покрај дневното зголемување, бројот на прегледи останува значително понизок во однос на пикот од 18 јули, кога беа регистрирани вкупно 649 прегледи. Иако првичните најави беа дека до крајот на минатата недела гостиварци ќе добијат питка вода од водоводниот систем, сепак појавата на нови бактерии го продолжија процесот на дезинфекција. Анализите кои се вршат секој ден треба да обезбедат 3 последователни извештаи без присуство на бактерии, за да може да се потврди исправноста на квалитетот. Според последните информации од управувачкиот комитет за кризи, во водоводната мрежа во Гостивар е изолирана бактеријата Pseudomonas aeruginosa. Бактериите од оваа група, како што информираше директорот на ДЗС Стојанче Ангелов, предизвикуваат инфекции на кожата, очите и ушите, а може да доведат до инфекции на уринарниот тракт и белите дробови кај чувствителни лица. Водата за пиење од водоводниот систем во Гостивар беше целосно забранета на 17 јули, а од минатата недела е дозволена само за техничка употреба. Водата во Гостивар се уште не е за пиење, секојдневните анализи покажуваат дека состојбата благо се подобрува, хиперхлорирањето продолжува и понатаму, но за жал во водата се уште се присутни бактерии кои што ја прават неподобна за пиење, ризична за пиење. Затоа апелирам до граѓаните на Гостивар да не ја користат за пиење ниту за готвење водата од градскиот водовод, да се стрпат уште неколку дена, очекуваме наредната недела состојбата да биде целосно ставена под контрола. Од сада само обвинуваат дека власта си игра со здравјето на граѓаните. Тие велат дека водата во Гостивар не е ниту за капење, камоли за пиење и бараат јавна објава на анализите од мерењата кои потврдиле дека водата е технички исправна. Секој ден различни упатства. Граѓаните се збунети, а последиците по здравјето можат да бидат катастрофални. Се што прават е за политички поени. Резултати нема, само медиумска пропаганда.
Се уште не знаеме кој потпишал дека водата е технички исправна и безбедна за капење. Ако некој го потпишал тоа, а сега се докаже дека водата не била ни технички исправна, тој мора кривично да одговара. Тоа што владата деновиве не го покажува официјалниот документ, наведува на сомнеш дека документ воопшто нема. Се работи по налог на Мицковски во служба на неговата кампања, а на штета на здравјето на граѓаните на Гостивар. Не можете да си играте со здравјето на граѓаните, сите ќе одговарате. За разлика од некои минати времиња кога водата во Гостивар не била исправна, никој не дал препораки и насоки да не се пие, сега согласно резултатите се даваат препораките, а за скандалот се води постапка и има одговорност, велат од ВМРО-ДПМН. СДСМ наместо да се засрами и да повика на одговорност во сопствените редови и од коалиционите партнери продолжува со хистеријата и демагогијата. Тоа што СДС не се навикнати за одредени случаи, секој да е крив, туку само вистински одговорните не. Затоа и сега кога за случајот со водата за пиење во Гостивар се води постапка, истрагата е во тек, се испитува целата документација и целиот случај, а најодговорните се приведени. Значи се преземаат сите потребни мерки за целосно расчистување на случајот, а во зависност од резултатите на направените анализи, навремено се даваат насоки и упатства за граѓаните, велат од ВМРО-ДПМН. Вореден инспекцијски надзор во 3 болници по случајот со парализираната родилка од Струмичко. Од Министерството за здравство велат дека ги проверуваат здравствените установи од Струмица, Штип и клиниката за неврологија, односно сите во кои била лекувана родилката. Семејството е уверено дека има лекарска грешка и според нив е направена во болницата во Штип. Министерството за здравство суетен инспекцијски надзор во 3 болници ќе проверува што ја предизвикало парализата кај 19-годишната родилка Станка Михајлова од Струмичкото село Баница. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе чешла медицинската документација за пациентката во болниците во Струмица, Штип и Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. По анализа на прибраните материјали ќе следи и заклучокот од стручниот надзор, кој треба да покаже како родилката останала неподвижна по породувањето со царски рез. Министерството за здравство уверува дека случајот ќе биде разгледан темелно, професионално и докрај. Ниту еден аспект нема да биде изоставен, а доколку се утврдат пропусти, ќе бидат преземени соодветни мерки согласно надлежностите и важечките законски прописи. Случајот во јавноста го отвори семејството на родилката. Нејзиниот свекор тврди дека компликациите започнале веднаш по породувањето во Штипската клиничка болница. Потоа со денови била препраќена меѓу болниците во Скопје, Штип и Струмица. Ако има правда, мислам дека треба да се најде причината. Значи правдата е најбитна. Треба да видат, сварно да се заинтересират медицината, дали ќе биде гинекологија, дали ќе биде неврологија, дали ќе биде останати други подзадина медицини, сакам да видат од што е и како е. Породувањето било спроведено со спинална анестезија, за која Стојанов вели дека никој од лекарите не го известил семејството дека ќе биде користена за реализација на царскиот рез. Она е оштетена од зад на рбетот. Тоа е од што? Тоа е од анестезијата. Спинална анестезија и ставиле без да знаеме ние и никој од родители и од нейните родители. Они се требале нас да ни известат. Дали сакате да ставаме спинална анестезија или целосно да ја успиеме, не да ја боцкаме во рбетот. Тоа не ни рекоа нас. Од клиничката болница во Штип уверуваат дека породувањето и постоперативниот тек биле уредни, а пациентката била испуштена во добра здравствена состојба. Промената на рбетниот столб според првиот човек на болницата анатомски не одговарала на местото каде била аплицирана анестезијата. Анатомски промената не се наоѓа во регијата каде што се аплицира спиналната анестезија, која се изведува во лумбалниот дел. Поради тоа, ваквата промена не може да се поврзе со апликацијата на спинална анестезија при царскиот рез, објасни на Фејсбук директорот Владко Захариев. Тој додава дека ќе понесе одговорност заедно со персоналот доколку анализите утврдат лекарска грешка во случајот со младата родилка. Породувањето на 19-годишната Михајлова е направено на 26 јуни во клиничката болница во Штип. Таа е мајка на уште едно дете, старо 3,5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Муцунски потврдува дека има разговори за трајно решение на европската интеграција. Не ги споделува деталите за да не ги осудил на неуспех. Нови цени на горивата од утре, берзанските движења најавуваат намалување. Ки имали и нови мерки од владата. Министерот за надворешни работи Тимче Муцунски во изјава за Државната агенција МИА потврди дека се водат разговори за трајно решение за европските интеграции. Тој вели дека не може да објави детали за да не ги осудил разговорите на неуспех. Од опозицијата пак прашуваат како е можно министерот јавно да кажува дека води тајни преговори за иднината на државата, дека се одвива процес под радарот, веќе потврди и евроамбасадорот Михалис Рокас. Владата води дискретни разговори со Европската Унија за трајно решение кое ќе ги деблокира евроинтеграциите, вели Муцунски во интервју за МИА. И покрај тоа што детали во јавноста не можат да се соопштат, министерот уверува дека тајноста на разговорите не значи и попуштање од веќе зацртаните црвени линии. Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добиено својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така да работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кое што само по себе нема да биде одржливо и кое што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Муцунски вели дека владата останува посветена на реформите, особено во делот на правосудството и борбата со корупцијата, зашто потврда ќе стигне и во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на земјата. Критики на оваа тема упати кон опозицијата. Ако ме прашувате дали ни е потребен консенсус, без никаква дилема. Но тука прво опозицијата мора да почне да живее во рамките на реалност. А реалноста е дека нејзината попусливост и немањето на капацитет далеку сежно да се гледаат последиците од тоа што се случуваше во 2021 и 2022 година, не доведе до оваа позиција до која што сме сега. Имаат легитимно право. Па јас би рекол, скоро сета дадат и критика и став. Тоа е функцијата на опозиција во една парламентарна демократија, нели? Да дава критика, да дава инпут. Но во делот на надворешната политика сметам дека е областа каде што треба да се извинат на граѓаните за сите грешки кои што ги правеа во тој 7-годишен период од владење и да дадат безрезервна поддршка на владата за да може да ги поврати позициите на државата и да може да работи за создавање на систем каде што конечно ќе имаме предвидливост по европскиот пат. Не постои земја во светот во која министер за надворешни работи јавно кажува дека води разговори за судбината на државата, но тие се тајна, реагираат од СДСМ. Како може иднината на Македонија да биде тајна за нејзините граѓани? Претходната влада на СДСМ покрај дипломатските успеси, НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија беше пред се транспарентна. Не работеше зад затворени врати и далеко од очите на јавноста, стои во писменото соопштение на СДСМ. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. Господин Димитриевски, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, добро ве најдов, среќен празник и на вас и на гледачите. Да, вчера го одбележавме 2 август Илинден. Бевте дел од делегацијата која што присуствуваше на Пелинце, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Верувам го слушнавте неговиот говор, она што имаше да го порача до граѓаните. Предпоставам сте ги слушнале говорите и на останатите представници на државниот врв. Како ви изгледа од она што го слушавте? Успеавме ли да ги зачуваме и да ги продолжиме идеалите на илинденците и на сномците? Убаво одбележување на празникот, особено во Пелинце, јас секоја година сум таму, ја предводев општинската делегација и високи представници на државниот врв секако го испочтувавме денот. За жал мора да констатирам дека иако основните заложби на Знам како нова политичка партија се темелат на Асном или на Илинден, сепак стоја политички гарнитури во државата кои се откажа од тие свети датуми,
бидејќи фактот е дека Асно ме избриша. Не постои во уставот или една политичка гарнитура се дрзна да чепне по тоа светото за сите македонци и за сите граѓани на Македонија. Од друга страна, сметам дека Крушевскиот манифест во одредени моменти од страна на одредени етнички заедници во државата беше толкуван по принципот да се создаваат дополнителни права на одредени заедници со менување на уставот, кои што не одеа во насока на дооформување на државата, туку во нејзина трансформација од прост вид во сложен вид на држава, а дополнително и одредени политички аналитичари, чии што гледам деца денеска се активни во одредени политички партии, го наметнаа наративот мултиетничка држава, што по теорија на држава и право не постои. Постојат прости сложени држави, републики, монархии, федерации и конфедерации. Македонија е република, таква треба да остане, така е дефинирал и Крушевскиот манифест, но тоа е што е, поминавме низ тој период. Битно е дека оваа влада и незините основни заложби се да ги сочува основните вредности на Крушево и Асно. Но дали сите еднакво го почитуваме празникот? Вчера на Мечкин Камен требаше да биде присутен председателот на Собранието Гаши. Тој одбра на место во Крушево да оде на некоја светска конференција за председатели на Собранието. Дали доликува на ден председател на Собранието или на 2 август одбележувањето да го замени со светска конференција? Апсолутно не доликува, се знае редот секогаш. Председателката или председателот на државата е секогаш на едно од трите места, премиерот на второто и председателот на собрание на третото, но тоа треба тие сами да си го расчистат. Дали ќе живееме во еден лажен свет, во кој што ќе си покажуваме лице едни на други, или пак ќе се соочиме со фактот дека Македонија е независна држава и дека им припаѓа на сите нејзини граѓани, но при тоа се вика Македонија, која што сакаме да ја делиме сите, но и да ја надоградуваме. Ако вие не ги почитувате елементарните датуми за создавање на државата и државноста, тогаш де факто не ја почитувате ни државата. Но од друга страна, следејќи ги историските текови, можам со сигурност да потврдам дека оваа држава немаше да постои доколку не беа македонците. Основните заложби на нашите предци, на македонците, на македонскиот народ, всушност ја создадоа оваа држава. Да зависеме од волјата на останатите, како што денеска ги нарекуваме етнички заедници, а во минатото народности или делови од народи во нашето обкружување, ние немаше да имаме независна држава. Туку ќе биме составен дел како во минатото на некоја друга соседна држава или повторно распарчена на неколку делови, така да тука сме ние. Ќе заштитиме и државноста и се додека има македонци, ќе има и Македонија. И како оди таа заштита? Еве денеска во интервју за Државната агенција МИА, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски потврдува дека се во тек разговори со Европската унија за изнаоѓање на, како што вели тој, трајно решение за интеграциите на Македонија. Информирани ли сте за овој процес и што за знам би било прифатливо како решение? Не сум информиран за процесот, мора да се разговара, дефинитивно, бидејќи без разговор не може да се изнајде решение. Она што е многу битно во овој момент, дека официјалниот став кој што беше предложен од страна на знам пред повеќе од 2 години, денеска стана владин став. И се уште сме на онаа решение, ако има попаметно, секојаш сум подготвен да го слушнам, во делот на промена на уставот со условени амандмани. Тоа е официјален владин став, тоа е став и на премиерот и на целата политичка гарнитура. Да, потребно е да се разговара и доколку има соодветно подобро решение од тоа, а кое што нема да дозволи задирање во националниот идентитет, историски и национален континуитет на македонскиот народ, јазик, култура, самобитност, ќе разговараме. Велите условени уставни измени, може ли по-конкретно да им објасниме на гледачите како вие го гледате тоа условување на уставните измени, затоа што изминатиот период слушаме многу идеи како би можело тоа да функционира во пракса? Кој е вашиот план? Тоа беше моја идеја во на интервју на друга национална телевизија, кога бевме на дебата со господинот Таравари. Значи, би пристапиле во промена на уставот,
би ги внеле бугарите во уставот, но амандманите би се имплементиране од моментот кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија. Зошто? За да не доаѓаат други условувања во меѓувреме. Инаку што се однесува до нас во Македонија, ние буквално ги имаме опфатено сите етнички заедници кои што живеат на овие простори и ги имаме ставено во уставот. Не е проблем да се стават и бугарите и останатите помали етнички заедници, но проблем е ако повторно се продолжи и се негира македонската самобитност и идентитетот македонски, кој што според нас е во континуитет, а според Софија тој постои по Втората светска војна или наводно ние сме одредена измислица или вештачка творевина на тогашната југословенска политика предводена од Маршал Тито, кој што на овие простори мора да признаеме дека направи многу позитивни работи, особено за македонскиот народ. Да, ве разбирам, меѓутоа знаете како велат од Брисел, тие велат веќе има договор кој што е подпишан, на кој што се обврзала државата и државните представници. Од она што го слушаме, ваква идеја не би поминала во Брисел, како што велите вие, со одложена примена на уставните амандмани, меѓутоа деновиве слушаме за една друга идеја, односно гласање на една резолуција помеѓу политичките партии во собранието, да доколку се случи некоја ново идно условување или вето поврзано со идентитетски прашања, да прекине, односно да се повлечат таквите уставни измени. Би прифатиле ли такво нешто? Видите, Европската унија со прифаќање на францускиот предлог, кој што сите тогаш збореа за време на француското председателство дека е француски предлог, а потоа самите представници на Република Франција негираа дека тоа е француски предлог. Всушност, нашата тогашна влада не доведе во оваа состојба во која што ние сме денеска. За еден билатерален проблем ние разговараме на мултилатерално ниво или со цела Европска унија. И тоа е на маса. Факт е дека тие отстапки кои што тогаш беа направени поради несериозноста на тогашната дипломатија во тој момент и државниот врв денеска ве доведе во една инфериорна состојба. Но Европската унија мора да разбере и да свати дека сите тие заложби кои што се содржани во тој документ и во тие преговарачки рамки всушност ја доведуваат Македонија во подредена состојба. И доколку сакаат и ние еден ден да бидеме полноправна и еднаква членка на Европската унија, а ние сме исто така европејци како што се европејци и во Германија и во Франција и секаде. Ние сме се родиле на европскиот континент и тука припаѓаме, тука е нашето место во евроатлантскиот свет. Значи ќе мора да ја разберат тежината на оваа одлука. Од друга страна, мора да постои одреден реципроцитет. Ние сме сведоци, а воедно и тие, токму представниците на Европска унија, дека соседната страна, Бугарија, не ги почитува токму одлуките на Меѓународниот суд. Што е проблем да се имплементираат самите одлуки, бидејќи ако веќе сте член на Европска унија, вие имате привилегии, но имате и облигации. И затоа сметам дека ако се оди по овој терк, не само Македонија, туку и останатите држави во регионот, кои што се стремат да бидат составен дел на Европската унија, се составен дел на оној пакет од Западен Балкан, како што не нарекоа, ние всушност сите ќе имаме одредени проблеми, бидејќи состојбите или односите на Балканот се такви какви што се со векови, не со децени. Да, јас ве разбирам, меѓутоа ние сме тие кои што бараме прием во Европската унија, нели ги знаеме од другата страна барањата, затоа ве прашувам дали воопшто знам би размислил за една таква идеја на внатрешни гаранции за кои што се зборува последниве денови. Гаранциите се неопходни, но ајде да го слушнеме предлогот. Јас не сум информиран за овој предлог, немам разговарано ниту со министерот за надворешни работи Мицунски, ниту пак со премиерот на оваа тема, да го слушнеме предлогот, па тогаш ќе го разговараме. За нас е прифатливо се што не придвижува напред, што ќе не стави рамо до рамо со државите членки на Европската унија на иста маса, но при тоа нема да го загрози македонскиот идентитет, јазик, култура и историски континуитет и секако дополнителни обврски на другата страна за имплементација на пресудите од Меѓународниот суд. Добро, очекуваме официјално да ги слушнеме информациите за такво решение. Господин Димитриевски, изминатиот период бевме сведоци на обиди за нарушување на соживотот во општина Куманово. Вие преку социјалните мрежи најостро го осудивте вандализирањето на просториите на културно-уметничкото друштво Српски вез во Куманово. Што се случува во Куманово?
Видите, мора да констатирам дека за жал последните неколку децении Куманово било многу пати мета и обид за дестабилизација. Но свеста на граѓаните никогаш не го дозволила тоа. Тоа не го дозволила свеста на граѓаните без разлика кој на која етничка заедница припаѓа или на македонскиот народ, ниту во 2001, ниту 2015, ако се сеќавате да ве подсетам 9 и 10 мај сите славеа Ден на Европа и победа над фашизмот, а во Куманово се водеше мини дводневна војна. Дополнително и ваквите моменти, ова не е прв пат да се атакува од страна на поединци на одредена предходно беше конзулатот, сега во овој случај културно-уметничкото друштво Српски вес од страна на одредени поединци. Но тоа се изолирани случаи, а не организирани случаи. И онаа што ме радува е дека бев известен од страна на МВР дека сторителите веќе се идентификувани и се трага по нив. Во интерес на истрагата не можам да откривам дополнителни информации со кои што располагам, но секако еве тука сме и системот и државата покажуваат дека функционира. Но она што е најбитно е дека кумановци како граѓани, без разлика кој од кој етникум доаѓа, си имуни на ваквите настани и се свесни дека се ова или моменти на изливи на поединци, или пак можеби и организирани групи кои што работат на дестабилизација на соживотот. Јас ви гарантирам дека Куманово не може да биде дестабилизирано како град, бидејќи стабилноста зависи од сопствените граѓани, од сите кумановчани. На крајот на деот, сите мои кумановчани пијат и кафе и излегуваат во исти кафулиња, кафичи, ресторани, се дружат и живеат заедно. Она што е поголем проблемот е дека децата ни се поделени уште во забавиште и можеби мора да работиме многу повеќе на полето на интеграцијата или мултиетничката интеграцијата за да научат новите генерации да живеат заедно, а не да бидат раздвоени. И јас како градоначалник се обидувам во рамки на одбележување на сите настани и манифестации, особено на датумите на етничките заедници и негување на традицијата на истите преку културно-уметничките друштва, заедно со Советот на општина Куманово максимално да дадеме свој допринос и финансиска подршка за одбележување на тие датуми. Се случило ли да ги двоите? Гледам под вашата објава има коментар кај беше да ги осудиш кога се скандираше гасни комори за албанците. Па, видите, јас прв ги осудив. Тоа не беше така скандирано. Имаше една националистичка порака на време на преварот кога е пуштаме употреба реконструираната спортска сала. И јас прв бев кој што ги осудив таквите скандирања, а мислам дека и поднесена кривична пријава, тоест обвинителството го презема случајот да го работи. Така да никогаш не сум бил субјективен, без разлика што доаѓам од македонската заедница, јас испорачувам проекти во сите делови на градот кај сите мои граѓани, но при тоа секогаш сум најасно. Оној кој што не го почитува моето државно знаме, државните символи, одбележија и институциите, тој не ја почитува ни државата и тој не му е местото тука. Ако смета дека треба да се однесува така, нека оди и нека живее во некоја друга држава. Затоа што ако ние чувствуваме Македонија за своја, тогаш ние имаме сериозен проблем. Ние растеме во лицемерие, тоа еднаш за секогаш мора да го расчистиме. Како што, впрочем, го споменавте и претходно во претходното прашање, изговори имаме многу пати. Господин Димитриевски, се случи долго најавуваната владина реконструкција. Знам го загуби Министерството за правда. Која е причината за тоа? Какво е објаснувањето од страна на премиерот Мицковски или што реално доби, а што загуби, знам, со реконструкцијата? Не, ние не загубивме ништо. Првично тоа беа разговори, премиерот го има полното право да го ја прави реконструкцијата. Мислам дека новата влада е со засилен состав. Нашата стратешка определба, знам, беше јавна државна администрација и правда, бидејќи правда посекуваат најголем број на граѓани во државата. Таму немаше превземено ништо долг временски период. Испорачавме министар во претходните 2 години, кој што си ги засука ракавите, многу помалку беше присутен во медиумите, многу повеќе работеше со различни тимови, на 200 луѓе инволвирани во работата на Министерството за правда како експерти и таму се изработија над 35 закони. Ако направите една паралела,
Предходно за 12 години имате двојно помалку, денеска имате 35 готови закони, од кои што 6 ви се донесени и усвоени во парламентот, останатите дел се во владина постапка, а дел се пустирани да ги видат граѓаните и сите заинтересирани. Верувам дека таму веќе новиот министер има поприлично средена, завршена работа, треба само да го менаџира процесот на усвојување или донесување на законите во парламентот и предходно оние што не се поминати во владина постапка. Голем број од тие закони имаат и позитивно мислење од Венецијанска комисија, од Европска унија, така натаму. Ние тој процес, како знам, за нашето учество во владата, го затворивме. Видите, немаше афери, продавање на нотарски решенија, како што тоа се случуваше во минатото, бидејќи јавна тајна беше дека во минатото се лицитираше помеѓу 100 и 200.000 евра, такво нешто не се случи. Исто така извршители, нотарските такси беа намалени, значи академијата и како реформирана, подготвена, значи да испорачува нови кадри дополнителни квалитетни во делот на обвинителството и судството, и знам тука е заврши својата работа. Ние решиме како политички субјект да направиме една трансформација и да се вратиме на нашите предизборни ветувања, а тоа е самоодржлива држава, со елементи да се искористи природниот капацитет и потенцијал со кој што располага Македонија, а секако земјоделието има значајна улога во тој сегмент за самоодржливоста на Македонија и да излеземе од едно, да го наречам, можеби грубо звучи, но такво е бирократско министерство, како што е правда, и да одиме во едно теренско министерство, каде што предложиме наш кандидат за министер, кој што не е само со добро CV, туку првенствено доаѓа од земјоделско семејство и самиот се занимава со земјоделие. Дополнително е прилично успешен и реализиран човек и еве го гледаме веќе на терен секојдневно, разговара со земјоделците, но ги слуша веќе од друг агол, бидејќи и тој чувствува тежината на работа. Македонија во минатото имаше министри во делот на земјоделието, особено во претходната влада, на кој што првото вработување беше министер за земјоделие, без ден стаж, кој што не правеа разлика од мотика и јашов. Денеска тоа не е случај и ќе видиме, ќе му дадеме простор на човекот да сработи, но она што е најбитно за нас како политички субјекти, дека преку делувањето во Министерството за земјоделие, всушност ние се враќаме на концептот за самоодржливост на Македонија. И вистинскиот земјоделец треба да добие можност да ја добие земјата на располагање, управување, обработување и субвенцијата да ја добие како награда, а не субвенцијата да се користи како механизам за обезбедување на финансиски средства на одредени големопоседници на земјиште, кои што многу помалку се заинтересирани за квалитетот на производството и произведените количини, а многу повеќе се заинтересирани да добијат субвенција по хектар на времено исплатена. Тоа е погрешна политика и нашиот министр ќе се соочи со тој факт, па ќе видиме, мислам дека ќе биде и како успешен, бидејќи е добар познавач на состојбите. Да, тоа ќе го видиме доправо. Во право сте кога го зборувате тоа за земјоделието во однос на предизборната кампања на ЗНАМ. Меѓутоа, мора да се согласите дека во овие 2 години некако министерот за правда не успеа да испорача резултати на терен. Не видовме никакво подобрување во однос на довербата во правосудниот систем. Дополнително сега излезе извештајот на Европската унија за состојбите во правосудството и оттаму изразуваат загрижување во однос на мешањето и влијанието врз правосудството од страна на владини представници. Видите, не би се сложил со вас, затоа што да направите реформа во правосудство потребно е време. Но основата е направена веќе. Законите се изготвени и законот за судска служба и законот за јавно обвинителство и сите оние битни закони веќе се донесени и се на сила. Ако се сеќавате, се врати и фамозниот член 353 со кој што беше направено само амнестирање, не би се сложил со фактот дека Филков бил лош министер. Едноставно тој си е одработа својата работа во тоа министерство и за многу круз временски период заедно со неговиот тим ги изработија сите овие закони кои што денеска се сакате да кажете резултатите доправо ќе стигнат. Да, а што се однесува до враќањето на довербата во правосудниот систем, многу малку луѓе во државата знаат дека тој не зависи од министерот за правда, тој зависи од претседателите на судиите, од Републичниот судски совет, од советот на јавни обвинители. Значи, тоа се механизмите кои што
всушност ги диктираат темпото и начинот на работата на овие независни институции или третата независна обвинителско-судска власт во државата. И за тоа е потребен процес. Но вие ако имате добра академија, со добра програма, која што ќе вади добри кадри, потребни се нови кадри и во судството и во обвинителство. Кога ќе дадете дополнителна награда финансиска за судиите и за обвинителите, за да не се зголемува, туку да се намалува и сузбива реалната корупција која што е присутна во судството, тогаш ќе имате поквалитетно судство. Но сето тоа да се заврши, потребно е да се донесат одредени закони. Филков најголем дел од тоа го направи. Сега новиот министер е на потек, јас му посакувам успешна работа, прилично писмен човек, доаѓа од светот на науката и верувам дека доколку продолжи таму каде што застана господинот Филков, ќе има исклучително добри резултати. Господин Димитриевски, реагиравте на социјалните мрежи по објавата на последното истражување на јавното мислење, според кое Максим Димитриевски има доверба од 2,5% од испитаниците, а знам има доверба од 3,6%. Зошто мислите дека не се реални овие податоци кои што беа објавени на 4 јули? А сега ја ви кажам, многу пати сум кажал дека најдобрата анкета се изборите. Ние имавме избори пред некаде 9 месеци и се видува бројките какви беа во тој момент. Дополнително, кај нас во континуитет анкетите се користат за креирање, а не за сондирање на јавното мнение. И ќе видите одредена анкета вака лиферувана во јавноста преку одреден портал, која што е, предпоставувам, нарачена од самиот портал, од одредена агенција која што работи за некои од големите политички партии, ќе ви се сервираат бројки со кои што всушност ќе се креира јавното мнение. Од друга страна, ја гледав таа анкета, ги видов бројките и видите, случајно имам правено анкета за Куманово, не јас, по нарачка на NDI, чии што резултати ми беа соопштени, многу порепрезентативна од таа теренска анкета на 1054 испитаници за Куманово, работена некаде неполни 2 месеци. И таму бројките кажуваат знаме 18, ВМРО ДПМН е нешто по 14, СДСМ е нешто над 6, Левица е околу нешто по 3, ДУИ и ВЛЕН се околу 4%, и сега кој ќе иземете тие релевантни бројки и ќе ги споредите со овие, излегува дека бројките всушност кои ги има во Куманово се многу помалку прикажани на таа анкета и затоа се сомневам, но на крајот на денот знаме помеѓу граѓаните во делот на работното лето се соочуваме и со нашите членови и симпатизери. Сме единствена партија во моментов која што води една таква постапка и сака да ги слушне граѓаните. Разговараме со граѓаните и кога и да се изборите, дали утре, дали редовни, ќе ја видиме реалната анкета, каде сме, како сме и колку сме. Колку е тоа ама Максим? знам треба да биде Македонија, нели, не Куманово. Да, така е, но репрезентативниот примерок, видите, Куманово учествува во делот на вкупните бројки со над 5%, видејќи има 100.000 жители. И сега, ако направите проста математика, таа анкета што е прикажана тука ви паѓа. А доаѓа од иста агенција. Тоа треба да го објаснат, зашто е тоа така. Но видите, системот ќе си платиш анкета, ќе си ја лиферуваш, функционира во оваа држава подолго време. Може би граѓаните тоа не го знаат, но вие како новинарите, како добро го знаете, овој метод кој што го употребуваат многу често големите политички субјекти, бидејќи имаат и голема логистика да креираат јавно мнение. На крајот на денот ќе дојдат изборите, ќе видиме кои сме, каква сме. Малите политички, средните политички партии немаат такви ресурси да испитуваат секој месец јавно мнение, бидејќи една таква анкета е околу 300.000 денари. Една теренска анкета може да биде и над 600.000 денари. Ние не располагаме со такви ресурси за да плаќаме такви скапи анкети. Важно е дека вие сте подготвени за избори, кога и да дојде. Ние видовме нашата анкета, реално се соочивме, значи бевме во 8 града и тоа од септември ќе продолжи, разговараме со нашите членови, тие се мотивирани и така натаму, без разлика на сите оние обвинувања кои што доаѓаат од опозицијата. Те сме биле предавници, те вакви сме биле, јасно е, ние расчистиме со нив и јас како Максим и раководството на ЗНАМ во моментот кога тие беа апсолутна власт, поради тоа што не се согласуваме за суштински прашања по однос на тоа како во тој момент се водеше државата. Да, тие велат дека повеќе не постоите како партија. Дали постоиме или не, бројките се реални. ЗНАМ немаше ниту еден, денеска има 45 советници. ЗНАМ немаше пратеници,
Денеска има 5 во минатото и 6, за жал, не беа сите подеднакво отпорни на понуди и денеска се гледам во други редови а се представуваат како независни, но тоа го оставам на нивото на нивната политичка култура, дали барем ќе се извинат на граѓаните кои што дале поддршка за нив и гласале на избори за знаме всушност и го добиле мандат така. Господин Димитриевски, благодарам многу за гостување. Беше чест. Благодарам.